Добар ден и добре дојдовте во училницата по математика за 9 оделение. Денешна наставна цел ни е да множиме алгебарски изрази од видот А плюс Б помножено со С плюс Д. Тоест, ке множиме производ од збир на мономи со друг збир од мономи. И ке се запознаеме со неколку формули за скратено множење. Потребни предзнања за да ги совладиме денешните наставни цели ни се да се запознаеме со терминологијата и со некои веќе учени работи. Најпрво, наједноставниот алгебарски израз, кој што представува константна величина, променлива величина или производ од константни и променливи величини и нивните степени, се нарекува моном. Збирот од повеќе мономи се нарекува полином. Збирот од два наједноставни алгебарски изрази или два мономи се нарекува бином. И еве овде имаме примери на биноми. Кои се слични мономи? Слични мономи се мономите кои што можеме да ги собираме. Во случајот, еве, например, 3а и минус 2а. Како се множи моном со моном и како се множи моном со полином, веќе тоа веќе го имаме учено, само да се подсетиме. Множењето на мономи се поистоветува со упростување на алгебарски израз, така што ќе се извршат множењата што може да се што се можни. Еве, во овој случај може да ги помножиме минус 7 и 2, или пак во следниот пример можеме да ги помножиме 2 со минус 3 и степените со исти основи, тоест да го поедноставиме овој производ. Кога множиме моном со полином, тоа го правевме така што сите членови во полиномот ќе ги помножиме со 2а. И да се подсетиме како се степенува мономот. Мономот кој представува производ од константни и променливи величини, за да се степенува, го правиме така што сите множители ги степенуваме и формираме производ од добиените степени. Сега да се осврдиме на денешната наставна единица, ќе множиме збир од два мономи со збир од други два мономи, а тоа геометриски ќе го замислиме дека одредуваме плоштина на правоаголник со средниве димензии. За да одредиме плоштината на тој правоаголник, го поделуваме на 4 правоаголници кои што се негови составни делови. Збирот од плоштините на составните делови ќе ни ја даде плоштината на целиот правоаголник. Од тука, плоштината на овој дел ќе биде производ од димензиите 2а и а, и тој производ изнесува 2а на квадрат. Во вториот овде дел, димензиите на тој правоаголник се 2а и 1, па неговата плоштина изнесува 2а. Третиот дел е правоаголник со димензии 3 и а, површината на тој дел изнесува 3а. Четвртиот правоаголник има димензии 3 и 1, па површината му изнесува 3 по 1, 3. Вкупната површина на правоаголникот ќе биде збир од површините на составните делови. Кога ќе го формираме тој збир, забележуваме дека можеме тој збир да го поедноставиме така што ќе ги собереме 2а и 3а, па од тука производот на овие два алгебарски изрази изнесува 2а на квадрат плюс 5а плюс 3. Од тука идејата како побрзо да го одредиме производот на два алгебарски изрази кои представуваат збир од наједноставните алгебарски изрази. Правилото би гласело дека секој член во првиот збир ќе го помножиме со секој член од вториот збир. Или 2а ќе го помножиме со а и со 1, па потоа 3 ќе го помножиме и со а и со 1 и добиените производи ќе ги собереме. Добиениот збир, доколку може да се поедностави, го правиме тоа поедноставување. Во следниот слај имаме пример каде што ќе помножиме збир од наједноставни алгебарски изрази со збир
од пак наедноставни алгебарски изрази. Во првиот збир имаме 2 собирока, а во вториот 3. Според правилото што пред малку го спомнавме, со првиот собирок, со 3m, ќе ги помножиме сите членови во вториот збир, а потоа и со минус 4 ќе ги помножиме сите собироци од вториот израз. По извршеното множење правиме збир од сите добиени производи и доколку може да извршиме упростување на тој збир, го правиме тоа. Кои формули за скратено множење денес ќе ги спомнеме? Ќе видиме како одредуваме квадрат на збир од 2 алгебарски изрази, од 2 мономи. Самиот квадрат ни покажува дека тој збир треба да се јави како множител 2 пати. Ако формираме збир од мономите А и Б и го помножиме повторно со тој збир А и плюс Б, по правилото, секој член од првиот збир го множиме со секој член од вториот збир. По добиеното множење се добива збирот А на квадрат плюс АБ плюс АБ плюс Б на квадрат. Или со упростување се добива А на квадрат плюс 2АБ плюс Б на квадрат. Од тука формулата за скратено множење ќе биде следната. Доколку квадрираме збир од 2 мономи, вршиме квадрирање на првиот член, потоа првиот и вториот член ги множиме и добиениот производ го удвојуваме и вториот член во изразот го квадрираме. Втората формула е формула за множење на збир и разлика од 2 алгебарски изрази. Ако треба да одредиме производ од збир и разлика на тие 2 исти алгебарски изрази, според правилото, најпрво, членовите од првиот збир ги множиме со членовите од вториот збир и по извршеното множење гледаме дека добиените производи АБ и минус АБ може да се елиминираат, па производот едноставно ќе изнесува А на квадрат минус Б на квадрат. Или, заклучокот е дека, доколку одредуваме производ од збир и разлика на 2 алгебарски изрази, ќе ги одредиме нивните квадрати и ќе формираме разликата од тие квадрати. Еве во следниот слайд имаме примена на формулите за скратено множење, каде што 2х плюс y збирот ќе го квадрираме, па според формулата, првиот собирок го квадрираме, 2х на квадрат изнесува 4х на квадрат, потоа првиот и вториот собирок ги множиме и добиениот производ го удвојуваме, 2х по y е 2xy, удвоено 4xy и вториот моном го квадрираме y целото на квадрат, y на квадрат. Истата формула ќе примениме и во овој пример 2m минус 3n на квадрат. Првиот израз 2m го квадрираме, потоа ги множиме 2m и минус 3n, се добива производ минус 6mn и тој производ по удвојувањето се добива минус 12mn и вториот израз минус 3n го квадрираме, по квадрирањето се добива 9n на квадрат. Формираме збир од добиените изрази. Во третиот пример имаме производ од збир и разлика на 2 изрази. Во случајот 5p и q формираме збир, формираме разлика и ги множиме. Наместо да ги множиме секој член од првиот собирок со секој член од вториот секој член од првиот збир со секој член од вториот израз, ние по формулата за скратено множење формираме разлика од квадратот на првиот израз, 5p на квадрат е 25p на квадрат и квадрат од вториот израз q на квадрат си е q на квадрат. Ви благодарам за вниманието и се надевам дека ви помогнав да ги остварите денешните цели.